Dobro večer, Makedonijo, kade i da si. Ve pozdravljam posebno Skopjani. Vi treba masovno da izlezite. Ne 100.000, 200.000, 300.000. Samo še ki izlezite na ovaj plощад. Kriminalcite od SDS, DPMNE i DUI ke izbegat. Nema da imat mir vo svojite domovi. Samo da izlezite. Samo da izlezite. Ne se plašete. Tije ne se posilni od vas. Se nalažeme pred nenarodното собрание koje donesува antimakedonski zakoni i odluki. Tije saka da se amnestira, porano председателите ги амнестира, еднаш едниот од СДС, друг пат другиот од ДПМНЕ, меѓутоа под критика на меѓународната заедница го променија тоа. Сега во парламентот самите се амнестираат. А кој ќе ве амнестира пред Бога? Благословени се тие што доаѓаат во името на правдата и во името на вистината. Благословени се оние кои идат во името на Бога. Ние идеме во името на Бога и во името на народот. Подобро е сами да си пресудите на земјата, отколку на онај свет да ви биде судено. Да си земите еден камен, да го врсите околу вратот и да се фрлите во најдлабокото море. Тоа ви го препорачувам. Скопјани, немојте да живеете во кафес кој го создавате, кој го плетите околу себе од депресијата, меланхолијата, незадоволството, огорченоста, гневот. Станете радикални, револуционерни. Нас ни треба економска револуција. Локомотивата демократи ќе продолжи по площадите. Се е ачик, се е отворено, се е видено. Евроамбасадорот Гир зборува за никакво судство. То не е правосудство, то е криво судство. Криминално и корумпирано судство. Зборува за човековите права. Ние, обичните граѓани, 95% немаме никакви права во собствената држава. Во оваа прилика ги поздравувам сите добри, храбри, честни македонци и останати граѓани на Македонија да ни се приклучат. А за оние нелојалните и антимакедонски расположени граѓани имам порака. Напуштете Македонија шо побрзо, бидејќи доаѓа моментот на судот. Нема да ви биде безбедно во вашите домови. За овој закон кој си го подпишува за амнестија, председателот со двете раце подпишува, бидејќи и тоа е со таа багра на криминалци. СДС, ДУИ и партијата за македонско неединство. Тој не е сигурен веќе. Пред неколку години и во неговиот мавровски роден крај го извиркаја, мораше порано да се изјоди, а пред 2 дена на фестивалот Браќа Манајки во Битова имаше огромно обезбедување од полицајци и инспектори. Немаше пристап на граѓаните, бидејќи на последното доделување на наградите со посебни пропусници беа внесени неговите сопартици од СДС. И на банкетот, односно она што е како, да речам, официализирање на затворањето на фестивалот, каде што исто така беа негови сопартици, се беше обезбедено. Од кој се плаши председателот? Од народот се плаши. Па треба да се плашиш, не треба да имаш сон, треба оставка да си дајш. Кој треба да ти кажи? Духовник, свештеник треба да ти кажи. Кој треба да ти кажи? Доста му е на овој народ робство, од робовладетели, од криминалци, криминални партии. Мораме да се ослободиме од ова зло. Демократи локомотивата ги повикува сите честни и домајкини луѓе, без разлика на пол, на националност, на религија, да дојди да зборува тука. Ги повикуваме сите кои немат волкани раце, да дојдат да ни се придружат. Еве сега видовте граѓанин кој дојде на протестот
имаше слобода на говор да зборува за своите маки. Дојдете и вие зборувајте за вашите маки. Немојте да бидете затворени. Ќе ви кажам еден случај со аферата ТАТ. Како почна првобитната акумулација на капиталот во Македонија. За да станат олигарси и буржуи, мораја да ги соберат парите од народот. И го измислија ТАТ. Ги собраја парите од народот, ги зедоја и никој не одговараше. Соња Николовска прашање дали одлежа година или две за неплаќање данок на државата. А каде се сите собрани пари од народот? И самиот председател тогашен Бранко Црвенковски рече дека ова е октопод. Дека уште живееме во држава октопод. Уште не ги прислушкуваат разговорите. Уште има наши списоци каде не можеме да пробиеме во институциите. Не можеме работа да најдеме. Ова го немаше ни во сталинизмот. Европската унија го гледа ова. Евроамбасадорот и амбасадорите од Европската унија и амбасадорот на Америка, на Соединетите Американски држави, треба да го земат ова во предвид и да ги притиснат криминалците да си одат, бидејќи нема отворени листи, не постои демократија, не постои народна власт, владење на правото, а доколку има отворени листи, тие нема никогаш да се припарат до власта и тие повторно ќе почнат со своите трикови, да се обединуваат, да се инфилтрираат во институциите, да запослуваат нова администрација, само да добијат. До кога лака? Злото само ќе се сруши. Секоја држава, секоја империја пропаѓа заради корупција и криминал. Кај нас е врвот на корупцијата и на криминалот. Слушајте, криминалци од СДС, ДУИ и ДПМН, крајот ви е дојден. Ништо не може да ве спаси. Ние се залагаме за еден слободен и достоинствен живот на работниците, земјоделците, занечите, медицинските лица, учители, професори, полицајци и свештеници, достоинствени плати за полицијата од 1000 евра, за учителите и професорите од 1000 евра, за докторите 1000 евра и за свештениците 1000 евра, бидејќи тие над себе имаат менаџери и не смеат да дојдат овде со нас да се молат, бидејќи Бог е со нас и треба да го молиме за да го срушиме овој систем. Духовна револуција, духовен радикализам ни е потребен во Македонија. Ги повикавам сите кои сакат да ни се приклучат да дојдат. Демократија, демократска партија, отворена партија за секој граѓанин кој сака добро на Македонија. Немојте да се плашите. Стравот ваш е она што ве попречува да победите. Тие не се ни попаметни од вас, не се ни помудри од вас. Тие се само поорганизирани. Тие се малцинство. Ги има 100, 200, 300 нека ги има. И има 5% од народот во Македонија кои се нивни слуги, а вие сте 95%. Ако излезите сите вие, пензионери, работници, занетчи, учители, ќе ги победиме. Нека дојдат сите со нас кои сакаат добро за Македонија. Нека не се плашат. Во секое време локомотивата демократи продолжува до победа, до конечна победа. Нема да ни избегаат. Ќе ги фатиме и ќе ги судиме. Подобро да бидат судени на земјата отколку на оној свет. Скопјани, излегувајте масовно, не се предавајте. Во никој случај да не мислите дека сте губитници. Имајте само позитивна мисла и чувство на победа, вера на победа, емоционално да ја доживеете победата, бидејќи никој не може со вас. Некој мислат дека сме ние Дон Кихотовци, дека ние како Дон Кихот одиме на стамените ветерници кои беа огромни објекти. Но тој Дон Кихот и Мигуел Сервантес со неговото дело ја смена идеолошката слика на Европа, кога Европа тонеше во инквизиција, кога Европа тонеше во корупција и се појави хуманизмот и ренесансата.
Во тоа време се изврши огромен пресврт. Така и ние ќе направиме пресврт. И ние ќе застанеме против криминалот и корупцијата, ако не смета за Дон Кихотовци. Но тогаш се појави едно друго духовно движење, протестантизмот на Мартин Лутер. И денес тие држави ги имаат последиците, позитивните последици од делото на Мигуел Сервантес и од движењето на Мартин Лутер. Видете како се тие развиени држави. И ние се стремиме да видиме како нив. Ние сме во Европа. Ние и дадовме писменост на Европа. Евангелието и го дадовме. Ние сме духовна империја. Ние сме учителка на Европа. И не може Европа да се однесува вака со нас, преку бугарските наци-фашисти кои глумат администрација. И им пожелувам на пенсионерите успешно да одат до крај, да барат 500 евра пензија, бидејќи не може неколку души да имат неколку милиони евра до неколку милиарди евра во странските банки. Амбасадорите, односно државите од Европската Унија знаат секој наш криминалец, тежок криминалец колку вреди. И знаат кога одат, каде ги ставаат парите во банките. Немојте да мислите дека не знаат, но тие сакаат народот да се крени, бидејќи државата, Република Македонија е општо добро на сите граѓани.